Благодарам, Јована. Ние се наоѓаме во дворот на градинката, како што кажа и ти, која што спаѓа под објектите на Кочо Рацин. Во самиот двор веќе се чувствува таа атмосфера дека денот тука започнува, па имавме прилика и да забележиме како неколку дечиња доаѓаат, односно нивните родители ги оставаат токму тука. Имаше навистина пријатна атмосфера. Меѓутоа за адаптацијата и како тука започнува секое утро, ни открива мојата соговорничка Маријана Гиразова. Пред се благодарам што издвоивте време и што ќе поразговараме на важна тема, односно адаптацијата на децата, меѓутоа и поважно и на родителите. Так, ви благодарам и на вас што дојдовте токму во нашиот двор, или да споделиме за најважниот дел од адаптацијата на децата, и исто така и за адаптацијата на родителите. Како започнуваат утрата тука? Ние имавме можност да погледнеме неколку родители кои си ги оставаат децата и навистина беше тоа многу смирено. Претпоставувам дека има и малку поинаква слика, особено во пофреквентен период. Па како ви започнува денот? Значи имаме комбинирани, случувања тука во градинка. Оние дечиња кои што се веќе навикнати, кои што си доаѓаат редовно, си доаѓаат смирено, нема плачење, со насмевка си влегуваат, си ја бараат учителката, но имаме исто така и период каде што дечињата плачат, се одвојуваат од родителите, малце за тој период нив е тоа стресно, но затоа сме ние тука во соработка со родителите, тој да го надминеме. Лесно е кога децата веќе знаат каде доаѓаат и кога веќе имаат остварен контакт и однос со вас, меѓутоа со какви предизвици се соочуваат децата кои прв пат доаѓаат во градинка и ова е се за нив нешто непознато. Так. Значи, предизвиците со кои што се соочуваат дечињата се нормални и очекувани, нели? Не се страшни, иако изгледаат стресно, нели, за родителите особено. Тоа се нова средина за самите дечиња, нови лица сретнуваат тука, за нив се е тоа непознато. И така, нели, нови правила тука стекнуваат. Меѓутоа, сето тоа со тек на времето, со соработката наша со родителите, со нашиот топол однос кон дечињата, тоа се надминува. Кои алатки можеби вие ги користите за полесно да го пребродат тој период на стрес и непознато, со цел да бидат поопуштени и веќе да сакаат да доаѓаат секојдневно кај вас? Така, значи за тоа постои тој период на адаптација, каде што дечињата постепено доаѓаат во градинка, значи не доаѓаат па да ги оставиме целиот ден да седат тука, доаѓаат на почетокот по 15 минути, па зависно од тоа како детето реагира, ние проценуваме кога треба да го зголемиме времето на престој во градинка. Исто така клучно, тука се и родителите вклучени, нели каков е нивниот став кон градинката и каков е нивниот однос при предавање на детето, нели, на своите учителки. Ако родителите се малку по стегнати и исплашени, децата тоа го осеќаат и за нив тоа е уште постресно. Да. Токму тоа е и следното прашање во однос на родителите, затоа што односот родител-дете воспитувач е еден од можеби клучните. Кој е советот до родителите кои што можеби оваа година и овој септември за прв пат ќе го донесат своето дете во градинка? Дали треба и за нив претходна подготовка и како да го намалат стресот за да не го пренесуваат на своето? Да, значи затоа поради тој стрес и поради таа подготовка на родителите, ние како градинка организираме родителски средби на крајот на месец август. Значи тоа е оваа недела. Имаме родителска со јаслените групи и со прва мала. Значи оние што поголемиот дел од децата нели започнуваат во тој период во градинка. На таа родителска родителите се запознаваат со начинот на работа во градинката и со самиот процес на адаптација. Значи тука им се објаснува што се треба да направат родителите за детето многу полесно да ја прифати градинката, како едно сигурно и безбедно место каде што ќе расте и ќе се развива. Како што напоменав, родителите мора да бидат смирени, колку и да биде за нив тоа стресен период, кога го гледаат своето дете нели како плаче. Меѓутоа тоа е нормално и за многу краток период, доколку сите тие нели услови се исполнат, детето за кратко време ќе се прилагоди и ќе биде
супер во градинка кога ќе продолжи. Но верувам дека вашите совети се од особено значење за родителите, меѓутоа Ева, Така. што кажува вашето искуство, колку се соработливи во однос на вашите укажувања со цел полесно да се прифати процесот на адаптација кај децата? Так, родителите почитуваат тоа што ќе им се каже и настојуваме да го почитуваат, особено за времето за престој, затоа што се случувало во минатото кога детето родителот ќе каже моето дете е многу соработливо, многу сака дечиња. Јас мислам дека ќе се навикне многу брзо, краток е периодот да седи само 15 минути, половина час, да го оставиме подолго. Но тие моменти се покажуваат баш негативни, негативно влијаат врз адаптацијата на детето, затоа што тоа може би на почетокот, затоа што тоа е нова средина, може би детето е поопуштено и тоа за него ќе биде интересно, ќе му биде се тоа ново, сака да го нели да го истражи, меѓутоа може да има покасна реакција, каде што после недела дена да не сака да дојде во градинка. Затоа им порачуваме на сите родители да ги почитуваат советите, да се придржуваат до она што го кажуваме ние, затоа што навистина тоа е за доброто на детето. Да. Споменавте дека оние кои што веќе стекнале таа навика за да доаѓаат во градинка, зборувам за децата, веќе го немаат тој проблем при самото доаѓање. Особено внимание посветувате на новите, меѓутоа што е после годишните одмори, затоа што се наоѓаме во тој период, па еве, веројатно тука децата губат целата рутина која што ја стекнале. Дали тоа значи дека одново се поминува истиот процес? Па не баш буквално целиот процес, затоа што тие деца сепак ја имаат, нели, рутината. Малку им се изгубил континуитетот, нели, затоа што сепак некои дечиња стануваат подоцна, но кога доаѓаат во градинка се знае дека мора да дојдат најдоцна до 8:30. Во 8:30 се дели појадокот и целите активности се течат, нели, по одреден редослед. Да, постои малку нели одвикнување од целиот тој процес, меѓутоа оние дечиња што оделе редовно во градинка за кратко време се стабилизираат и се продолжуваат онака како што било предходно. Маријана, верувам дека љубовта и трпението кои што го имате кон децата е нешто што ве води низ вашата професија и секојдневна работа, меѓутоа од искуство која возрастна група можеби е најголем предизвик за воспитувачите и негователите? Најголем предизвик секоја возрастна група си има свој предизвик. Значи, малите дечиња си имаат своја тежина, нели? Тука се да се стекнат навиките за самостојно да јаде, одвикнување од пелени, нели, исто во соработка со родители, поголемите групи за да научат нешто ново. Значи, секоја возрастна група си има свои предизвици и свои добри страни. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека и родителската средба ќе биде за скоро, а од септември дека ќе ви додат многу нови млади и убави дечиња кои што ќе се навикнат што поскоро на вашиот простор. Так, ви благодарам и на вас уште еднаш. Тоа беше разговорот со Маријана во градинката Кочо Рацин, односно еден од објектите. Зборувавме во однос на адаптацијата на децата, како и родителите, меѓутоа и се она што значи почеток на еден нов период, а тоа е посета на градинка.